Тетовци не покажаа интерес да учествуваат во работилници за психичко здравје, кои овој месец бесплатно ги спроведуваат психолозите во Македонија по повод 10 години постоење на Комората на психолози. Имено на национално ниво се води кампања со која треба да се подигне свесноста на населението за грижата за сопственото ментално здравје преку пружање на бесплатно психолошко советување. Во овој месец, месец ноември, Комората на психолози на Република Македонија има еден убав јубилеј, 10 години од постоењето, и во тој правец, во таа чест, организира акција под името Денови на психологијата. Целта на оваа акција е ние, психолозите и психотерапевтите, со нашата активност да се обидеме да имаме свој придонес кон подигање на свеста кај луѓето за менталното здравје и да укажеме на нашата улога, да ја потенцираме нашата улога во придонесување за подобрување на менталното здравје. Токму заради оваа акција јас сум присутна денеска во оваа медиска куќа, телевизија КИС, и би сакала да се заблагодарам за учеството, за храброста и спремноста на вработените од оваа куќа да земат учество во една психолошка работилница што ќе ја организираме на една убава психолошка тема битна за менталното здравје. Вработените во телевизија КИС се одлучија да го скршат мразот и први да учествуваат во работилница за работа на себе и на сопственото ментално здравје. Со ова ја поддржаа националната кампања дека грижата за себе е грижа за тебе. За тема на денешната психолошка работилница одбрав да бидат емоциите. Емоциите се многу важен сегмент во нашето ментално здравје. Јас велам дека емоциите се богатството наше, тие го бојат нашиот живот, но пак можам да со жал да констатирам дека народот, луѓето како да немаат добар контакт со своите емоции, што се случува, како да ги изразат, како да ги опишат. Ние, психолозите, тоа стручно го нарекуваме емоционална писменост, која се однесува на неколку сегменти. Во почеток се подразбира да ги препознаеме нашите емоции. Луѓето се разликуваме во тоа колку ги препознаваме, како можеме да ги опишеме тие емоции со зборови. Се разликуваме, но тоа е процес што се учи. Ако сега сум на некоја пониско ниво на емоционална писменост, не е ништо трагично, може во живот, ако посакам тоа да го научам. Понатаму, битно е да научиме како ги изразуваме нашите емоции, односно да ги изразиме нашите емоции. Ако не ги изразуваме, да станеме свесни како се кочиме, како не ги изразуваме своите емоции. Како што потенцираше психологот Дембовска, психолошките работилници не учат како да растеме како личности, како да ги менуваме работите на подобро, но предрасудите се тие кои се уште не им дозволуваат на граѓаните да посетат психолог дури и кога е бесплатно. Јас сум психолог по професија, мојата професија е помагачка и во институцијата во која работам веќе 28 години, скоро секој ден помагам на луѓето со различни одстапувања од менталното здравје, со психолошки проблеми, и токму ова мое долго работно искуство ми дава за право да заклучам дека луѓето во нашата околина тука, за жал, се јавуваат да побараат стручна помош за касно. Зошто се случува тоа? Тоа е комплексна работа за објаснување. Меѓутоа, сакам да потенцирам некои работи кои може да ги промениме. Например, се уште луѓето се робуваат на едни непотребни, непрагматични уверувања, пренесени со генерации кон нас, од типот ако одиш кај психолог, нешто не е во ред со тебе, или робуваме на тоа
што другите ќе мислат за мене ако ме видат одам да побарам стручна помош, што ќе помисли комшијата, што ќе помисли партнерот, што ќе помисли овој, што ќе помисли оној. Исто така едно погрешно уверување е дека јаките личности сами си го решаваат проблемот. Само слабите одат да побараат помош, што реално не е точно. Реално со своите проблеми, решавањето на своите проблеми се соочуваат само личностите што имаат јаки снаги во себе, што се свесни и се имаат желба и храброст да се соочат и да го решат проблемот. Психологот и психотерапевт Дембовска смета дека незборувањето за проблемите од психолошка природа е најголемиот непријател на здравјето. Затоа апелира луѓето да зборуваат, да прашуваат, да бараат помош, затоа што само со стручна помош проблемите можат да се решат на побрз и поедноставен начин. Лука Бојовски од Тетово има само 13 години, а веќе е врвен мајстор во карате. Досега има освоено дури 70 медали. Еден дел од нив се златни, но има и доста сребрени и бронзени. Идејата да започне со тренинзи за оваа боречка вештина ја добил од својата баба пред 5 години. И денес се уште е дел од карате клубот Љуботен. Јас со карате почнав да се занимавам од 2012 година. Исто така идејата да започнам со овој спорт карате беше на баба ми Лика, која ме поттикна да се занимавам со спорт кој се покажа како супер и значаен многу за мене. И од 2012 па се до сега имам освоено голем број на медали и на успеси. Имам 70 медали освоено, од кои 17 се златни, 27 се сребрени, 26 се бронзени. Со насмевка на лицето се сеќава на првиот тренинг, кога всушност сватил дека тоа е идеалниот спорт за него. Сега тој има црн појас први дан. Малку бев срамежлив, тогаш бев мал. Јас одма дента кога отидов, започнав со тренинг. Се уште памтам, тогаш бев трето деление, 8 години имав, мислам. И кога дојдов, кога се запишав на тој ден, одма почнав со тренинг. Јас бев мал, онда почнав со големи да тренирам. Трениравме, супер беше. Како најголеми успеси за себе Лука ги смета учествата на неколку интернационални надпревари. Во 2016 година ја добива и општинската награда како признание за неговите придонеси во спортот. Најголеми успеси за мене се двете балкански првенства на кои што сум бил, во 2015-та во Херцег Нови и во 2016-та во Белград, во Србија. На двете првенства јас загубив во осми на финалето, за жал, но тоа е супер за мене и на балканското првенство, на двете балкански првенства на кои сум бил, тоа е голем успех за мене. Секоја година одиме во Сутоморе, во Црна Гора, тоа е семинар. Исто така, секоја година одиме во Јагодина, во Србија, која е најголем може турнир кој сме биле карате клубот Љуботен. Таму годинава се враќа со златна медала. Исто така, мои најголеми успеси се и од клубските надпревари што се подразбира во Лесковац 2016 година, кога се наоѓа во 16 финалето. Победив 4 борби се до финалето, но финалето загубив, освои сребрена медала. Исто така сега, преходниот викенд исто бевме во Лесковац и тоа е голем успех за мене што победив 4 борби, тројца бугари и еден македонец во финалето, освои златната медала. Тоа што се подразбира за клубските надпревари, што се подразбира до државните надпревари, сум бил на 3 државни првенства, на двете сум освоил трето место и на едното загубив. Што се подразбира, тоа се подразбира по ако освоиш на државно првенство медала, одиш на балканско првенство. Исто така на 3 март 2016 година, ден на Тетово, освоив големо признание во областа на спортот за најдобар спортист на Тетово, доделено од граначелската Тилута Арифи. Исто така имам еден трофеј освоено на кој што сум бил во 2016 година во Лебане, во Србија. Таму освои златна медала во борба и златна медала во борба екипна.
Каратето како спорт дава позитивни резултати во развојот на детето, но секако бара од него да се придржува кон здравиот начин на живот. Овој спорт подразбира да има добра исхрана, исто така ја добро се хранам, со протеини, со масти, за да биде тоа супер за мене. Исто така јадам јајца, овошје, зеленчук. Исто така до сега не сум пропуштил ниеден тренинг, можам да кажам. Во неделата тренирам 2-3 пута неделно. Скоро секој викенд имаме турнир. Во училиштето учам, имам добри успеси. Дома после доаѓам, се преспивам, се одмарам. На страна сум го одвел друштвото, кажа немам многу време за друштвото, поиќе одам на тренинг, тренирам. Тоа е добро за мене. Јас себе си се гледам виднијата како добар спортист и како добар и мислам дека треба да продолжам свој спорт, нека е добар за мене и физички, психички. Каратето е одличен спорт за децата и дава прекрасни резултати, но бара многу трпение и секако морална и материјална поддршка од семејството. Многу треба да се откажуваш од животот за да се стигне до успех во животот, така да највише финансиски мислим е терет, меѓутоа се наоѓам, мислим, могуćност за да иде понатамо синот во спортот и до сега сум многу задоволен и од тренерот, условите. Тоа се гледа и со успехот на Лука. Мислим дека овој спорт е најдобар, не само физички, него и ментално за децата. И би порачал на сите родители кои имаат деца, овој спорт да го практикуваат кај сите деца, без разлика машко или женско. На 2 декември Лука преку својот клуб Љуботен повторно ќе учествува на Балкански турнир, овој пат во Белград, од каде се надева дека ќе се врати со златен медал. Утрово околу 6 часот на скопските клиники починал 73 годишен жител на Гостиварско Чајле, кој вчера попладне учествувал во сообраќајна несреќа во Гостивар. Врз неговото тело ќе се врши обдукција по наредба на јавен обвинител, за да се утврди точната причина за смртта. Според информациите од МВР, несреќата се случила на улицата Гоце Делчев и во неа учествувале автомобил Fiat Tempra што го управувал 66 годишен гостиварец и велосипедистот од село Чајле. По несреќата велосипедистот бил пренесен во Гостиварската болница каде му биле констатирани телесни повреди и бил задржан на натамошно исследување. По извесно време тој паднал во безсознание и бил префрлен во Скопје, каде утрово им подлегнал на повредите. Известен е јавен обвинител и се преземаат мерки за расветлување на причините и околностите, соопштува полицијата. Во Гостивар вчера беше формиран огранок на Интернационалната женска мировна организација. При тоа на посебен настан беа презентирани целите и мисијата на организацијата, како и меѓународната декларација за мир, преку која ќе се реализираат мировни проекти и активности во кои ќе бидат вклучени жените. Значи денеска го промовираме International Women Peace Group во Гостивар. Ова организација постои од 2013 година. Денеска ќе се формира огранокот во Гостивар. Цел на ова организација е да се направи една светска декларација за мир, во која што ќе биде проследена со многу проекти во кои што ќе бидат вклучени и жените, а тие проекти ќе почнуваат од ниво на најмалата клетка на општеството, што е семејството, па ќе продолжи по училиштата и на крај во државните институции. Целта на организацијата е да се фокусира на подигнување на свеста кај луѓето за вреднување на мирот, потенцираше Беса Кадриу од Тетовскиот огранок, која имаше свое обраќање во Гостивар. Како ние, значи, да ја подигнеме свеста кај луѓето во нашето општество, кои се главните вредности на мирот во светот. Значи, повише нашето општество да биде фокусирана кон вредностите на мирот,
А помалку значи да биде ориентирана кон оние непосакувани да не бидеме ориентирани кон воените цели, туку повише кон оние цели кои што го представуваат мирот во светот. За декларацијата зборуваше и представничката на организацијата од Јужна Кореја, Софија Ким. So this declaration should be implemented as an international law to Оваа декларација треба да биде имплементирана како меѓународен закон, преку кој се цели да се донесе мир во светот за идните генерации. Се надевам дека и овде во Гостивар сите жени, мајки, ќе соработуваат за истата цел. I believe we can do two together. Интернационалната женска мировна организација е создадена во 2013 година. Македонската надворешна политика без страв влегува во разговорите за разликите за името со Грција, вели во интервју за Радио Слободна Европа министерот за надворешни работи Никола Димитров. Во интервјуто говори и за динамиката на преговорите, за можниот компромис и за реципроцитетот како доближување на историските вистини. Знаете, компромис значи кога не добивате тоа што најмногу го посакувате, кога има известна одстапување од идеалното решение за двете страни. Подразбира исчекор од двете страни и, бидејќи сме во Европа во 21 век, компромис е единствено можен ако двете страни можат да излезат од проблемот со исправена глава. Тоа значи дека клучните грижи на Македонија и клучните грижи на Грција треба да бидат покриени. Колкото е компромис ќе биде болен за Македонија. Инаку интересно, зборот компромис од латински етимолошки значи да се почитува одлука на суд или на арбитража, кога две страни ќе се согласат своите разлики да ги пренесат на некој трет, на арбитар. И тоа на некој начин е интересно да се знае. Ние прво кога размислуваме за ова прашање, треба да размислуваме прво за нашето достоинство и за тоа каде сакаме да ја видиме Македонија 5 години од денес, 10 години, 15 години од денес. Ако има целосно победена страна, тоа нема да биде добро ниту за победникот, ниту за губитникот, бидејќи ќе развие ужасен национализам. Значи, мора да најдеме начин двете страни да излезат со чувство дека важното го заштитиле. Добро, до каде е спремна да оди тогаш вашата влада? Ете се спомна промена на имиња на аеродром, на споменици, преместување, ревизија на учебници. Мудриот Рузвелт вели, единственото нешто од кое што треба да се плашиме е стравот. Македонија не смее да се плаши да влезе во овие преговори и ние ќе влеземе во овие преговори со добра верба, во обид да ги надминеме разликите. Истовремено нема да преговараме од страв и не можеме да излеземе со решение што нема да ни ги покрие главните грижи. Јас, кога бев преговараш зимето во 2006 од амбасадор на една значајна НАТО членка, уште пред да се преименува аеродромот, добив порака дека овој потек најверојатно ќе ни го искомплицира патот кон НАТО. За ова прашање во владата не сме разговарале. Мислам дека е клучно да разбереме дека патриотизмот значи грижа за државноста и дека е клучно да одземеме аргументи на оние политички сили во Грција кои што имаат интерес да ја држат блокадата. А имате ли одговор од грчката страна? Вие неодамно изјавивте дека барате реципроцитет од Грција кога станува збор за ревизија на учебниците, да речеме. Тоа прашање низ историските примери, да речеме Франција и Германија, Германија, Полска, во секој случај мора да биде двонасочно и секогаш кога две држави се обидуваат да се зближат, претпоставува еден долг процес на обид да се доближат историските наративи, доминантни и присутни во учебниците на двете страни. Имате ли одговор од грчката страна? Во основа и во изјавата на Коцијас, на мојот колега од Атина,
исто имаше, или барем имплицираше, колку што се сеќавам, дека ова ќе биде двонасочен процес. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за надворешни работи Никола Димитров ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме претежно облачно време со утринска магла по котлините. Попладне со локални врнежи од дожд, дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Утринските температури се движеа од 2 до 4, а дневните од 5 до 10 степени. Утре не очекува претежно облачно и студено време со врнежи од дожд, на планините и по високите места од снег. На повеќе места ќе дува засилен северен ветер и ќе предизвика опаѓање на дневната температура. Утринските температури ќе се движат од 0 до 2, а дневните од 3 до 7 степени.